Здраво, здраво и здраво по трет път за отуроци и църни магии. Холандия, фискална есен 2024 господова. Освен по ветерниците, линията легални от блуд и разврат, земя позната и по променливото време и мигрените. Особено за нас, сениор метеопатите, што страдаме от хронични синуси. Последните 2 месеци ми се чини дека беа бесплатен мастер-клас за променливо време. Во еден ден добиваш пролет, доцна есен, зимски ветер и летни блиц епизоди. Сонцето, дождот, нимбостратусите и ведрото небо се минуваат со таймлапс ефект, како во некоја транзиција од документарец за зебри во продукција на Animal Planet. Сето тоа изгледа како да е контролирано на потенциометар, веројатно од страна на некој епилептичен диджеј што доручкувал 15 Red Bull-а и бугарска CDV-та и Бони Топ. Чисто да потенцирам дека ова не е спонзорирано од производителите на дотичните продукти. И секој ден исти одвобој сам со себе. Дали да искочам на куси или во одело за скијање. Дали да ставам очила за сонце или да надувам лодка. Дали да си купам точак или да изрезбам некое кану. Овие климатски осцилации постојано ме частеваат со окуларна мигрена. За вас оние, срекниците и късметлиите, што би рекол ултимативниот честити цар Еколозов, што не сте ни слушнале ниту искусиле, окуларната мигрена е како да гледаш низ најлон кеса или како во очи да имаш заглавен некој флиперски глич од игра од 90-тите. Или не баш најпријатен начин за живото да ти каже имаш бесплатен жетон за да дзирнеш низ калейдоскопот на севселенската какофонија. Најгаден момент при окуларната мигрена е тоа што ја гледате и со затворени очи. Истите искршени гличови што ви го поматуваат видното поле трепкаат и кога ќе ги затворите очите. Имаат форма на некој стрип облак, но не валчест и сферичен, туку шпицаст. Како звезда нацртана под орангутански количини на ЛСД. Оние стрип облаци што се употребуваат кога се случува нешто ексклузивно или ненадејно или спектакуларно. Лепдат во ништото како казино светличи реклами од Лас Вегас. И траат од прилика половина час до некои 45 минути. Барем кај мене во мојот случај. Откако визуелните халуцинации ќе ги снема, следува колапс на целата моторика. Нозете ти отежнуваат, рамнотежата се граси од осигурачи. Единствена положба во која се уште можеш да вегетираш е хоризонталната. На моменти се почувствуваш како некоја анонимна чехословакиња, беспомошно врзана за известна БДСМ справа во една од оние епизоди на Чичко Рокоз и Фреди. И тогаш светлата се насочуваат кон звездата на попладнето. Госпоѓата мигрена. Лично и персонално. Черепот тежи, ушите свират хорор тинитус, очите иксови. Во ваквите ситуации помага само кето исхраната, конзумирање дланка полна кетонали или нивните набилдани први братучеди кетонал форте. Па мижи и моли се на сите имагинарни ортаци во исто време, симултано. Окуларна мигрена. Ако не си искусил, ти си среќен човек.
но доста за моето нездраво здравје, затоа што имаме нива за орање и тема за обработување. Но пред да продолжам, сакам да ги поздравам Off.net, медиумскиот партнер на Тантрум Радио. Спорт, уметност, култура, вести и секако најекстравагантните рецепти, скромно кажано. Сето тоа е собрано на едно место. off.net.mk. Чичко Ернест Хемингвеј, човекот, митот, легендата, големиот папа. Кога ќе се спомне името Ернестово, веднаш се јавуваат два табори. Оние што го слават неговиот ултимативен хедонизам, начинот на кој тој пишува и неговата ригидна и високотестостеронска машкост, и оние што истата таа машкост ја опишуваат како токсична, заедно со неговите хомофобични излети, лошиот стил на родителствување и така натаму. Како и да е, Хемингвеј е повеќе од писател. Тоа е практично акционен филм во движење. Од сафари по Африка, преку учество во војни, до преживување на неколку авионски несреќи. Ни се допаѓало или не, Хемингвеј инспирирал и се уште инспирира генерации автори. Стилски, Хемингвеј е познат по неговата гениална едноставност и кратките форми. Позната е она супер кратка приказна што ја напишал на салфетка у кафана, на кладба дека ќе може да напише тажна приказна во само 6 зборови. Седнал и напишал. Се продаваат детски чевли, никогаш не носени. Јас пред неколку години ја реконструирав и преурамив оваа приказна и напишав слична, исто во 6 зборови, само што мојата има среќен крај и гласи вака. Се продава Хемингвејова книга, никогаш не читана. Роден на 21 јули 1899 година во Оук Парк, Илиноис, Ернест Хемингвеј е човек од повеќе таленти. Својата писателска кариера ја започнал во редакцијата на Канзас Сити, кога имал само 17 години. Но она што навистина го двои Хемингвеј е неговиот револуционерен пристап кон раскажувањето. Тој развил посебен стил на пишување, кој подосна ќе биде познат како теорија на ледениот брег. Оваа теорија, позната и како теорија на пропуст, ја нагласува моќта на импликацијата над експлицитните детали. Тоа сугерира дека подлабокото значење на приказната треба да остане под површината, слично како Санта Мраз, со само една осмина видлива за читателот. Неговиот уникатен стил ќе му донесе значајни признанија, вклучувајќи ја Пулицеровата награда во 1953 година и Нобеловата награда за литература во 1954 година за неговиот роман Старецот и морето, кој често се слави како ремек дело на овој стил. Затоа, во чест на неговиот минималистички, но длабок стил на пишување, денес ќе навлеземе во еден од феномените што го направија Ернест литературна икона. Теоријата на Санта Мраз или теоријата на Леден брег. Без разлика дали сте новинари или сте заглавени во маркетинг или уживате во креативното пишување како хоби, усовршувањето на оваа техника може да ви биде од голема полза, бидејќи ако некој може да
ја претвори фразата помалку е повеќе во начин на живот, тоа е нашиот добар пријател Ернест. Мајсторот што знае да ти каже скоро ништо, а да почувствуваш се. Што всушност е теорија на леден брег или на Санта Мраз? Како што сугерира самото име, оваа пишувачка техника се заснова на концепт на Санта Мраз, каде што само мал дел, само една осмина, е видлива со голо око, а остатокот е скриен под површината. Нешто слично на мојата долна расипана седмица, со која се боревме ја, 5 анестезии и цел екипаж при клиника Јане Сандански во аеродром. Навидум парче зап, а корените доле пуштени до панкреас. Во однос на креативното пишување, теоријата на Санта Мраз сугерира дека писателот треба да вклучи во приказната само мал дел од она што го знае, оставајќи околу 7 осмини од содржината под вода или надвор од видното поле. Значи своеврсна суптилизација. Елементите што се изоставени, иако не се директно напишани, треба да му бидат познати на писателот и суптилно да влијаат на настаните, ликовите и текот на приказната. Идејата е да се зајакне наративот со обезбедување доволно информации за да се вклучат читателите без да се напише се. Ова му овозможува на читателот да чита меѓу редови и да ги толкува основните теми, емоции и значења. На тој начин се додава длабочина на чувството и суптилност на наративот, што само по себе поттикнува размислување. Како функционира теоријата на ледениот брег? Значи имаме неколку моменти што се важни за нагласување. Првата е моќта на пропустот. Теоријата на ледениот брег се базира на стратешки пропусти. Хемингвеј напишал дека наместо да се искажува секој детал, писателите кои го употребуваат овој пристап намерно ги кријат работите и изоставаат одредени елементи. Но ова не се случајни исклучување. Секој пропуст е искалкулиран потек, дизајниран да ја потикне љубопитноста и да го продлабочи ангажманот. Така ги охрабрува читателите да учествуваат активно, заклучувајќи детали и пополнувајќи ги празнините со нивната имагинација, со нивните чувства и толкувања. Хемингвеј рекол дека подтекстот е крал и дека помеѓу јасните дијалози и настани постои еден прекрасен слој наречен подтекст. Во еден есеј тој истакнува и ово го објаснува како срцев такт на приказната која тивко пулсира под очевидното. Тоа е тивок танц помеѓу писателот, прозата и ние читателите. Емоционалното резонирање. Кога приказната им дозволува на читателите да истурат малку од себе во неа, тогаш се случува магија. Приказната станува полична и потрогателна. Тоа е како мешање на визијата на писателот со сопствениот свет на читателот, создавајќи приказна што резонира на еден длабок и посебен начин. Сугестија. Кога писателите ја употребуваат теоријата на ледениот брег, тие всушност се претвараат во волшебници на сугестијата. Дури наедноставните постапки, обмислени паузи и изборот да се изостават одредени зборови може да направат чуда во споделувањето подлабоки пораки. Секој збор и акција стануваат супер важни, претворајќи ја приказната во возбудлив лов на искуства, абстракции и длабочини.
Еве неколку примери од опусот на Хемингвеј, каде што ја употребува оваа техника. Расказот Ридови како бели слонови. Овој расказ е школски пример за употреба на теоријата на ледениот брег. На површина, тоа е неврзан разговор помеѓу пар кој чека воз. Сепак, нивниот навидум тривијален разговор за пијалоци, пейсажи, крие длабока борба за едно неизговорено прашање, за кое се претпоставува дека е непланираната бременост и абортусот како табу тема во тоа време. Хемингвеј и остава на публиката да го заклучи ова од нивниот кодиран диалог. Овој пристап ги ангажира читателите на подлабоко ниво, додека тие остануваат активни учесници во креирањето на приказната. Втор во низата е убијците. Во препознатливиот стил на Хемингвеј, многу од она што се случува во приказната е имплицитно. Иако на површината има еден едноставен настан, каде што двајца убијци кои чекаат да го убијат Оле Андерсон, поголемиот дел од приказната не се врати околу самиот чин на убиството, туку околу прифаќањето на судбината, неможноста да се бега од минатото и човековата пасивност пред опасноста. Хемингвеј ги остава овие длабоки теми за читателот да ги интерпретира, наместо да ги објасни експлицитно. И на крај, легендарната Старецот и морето. Овој роман е уште еден доказ за мајсторлукот на Хемингвеј кога станува збор за пишувањето фикција. Видливиот дел од наративот раскажува приказна за епската борба на еден стар рибар со джиновската риба. Сепак, под површината, Хемингвеј истражува длабоки теми како што се издржливоста, гордоста, борбата на човекот против природниот свет и така натаму. И додека го приближуваме нашиот тантрумски Титаник кон крајот на теоријата на ледениот брег, се надевам дека нештата околу овој феномен и овој пристап се малку појасни. Ако ви се допадна оваа епизода, слободно споделете ја со пријатели, непријатели, роднини, комшии, колеги. Оставете коментар, оставете забелешка, а доколку сакате финансиски да ја поддржите содржината, во опис имате линк до PayPal. Почастете ме пиво, кафе, чај, хелекс, антибиотик, кој колку сака и кој колку може. И да немате или едноставно не сакате, да сте живи и здрави. Но запомнете дека секогаш има место за уште еден на парчето од регалот што плови низ Атлантикот и секогаш треба да подадете рака на послабите. Кейт го остави Леонардо да мрзне и да се дави поради партиски и класни причини. Идеологиите се зло. До слушање.